Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Губитникот на 3 изборни циклуси, Христијан Мицкоски, продолжува со несериозниот, нездрел и неодговорен однос спрема државата и спрема граѓаните. Освен што не научил ништо од поразите од граѓаните, Мицкоски никако да научи економија. Показател за нашите економски политики и резултати сигурно не е ниту Мицкоски, ниту ВМРО-ДПМН. Во време на најголемата глобална здравствена и економска криза, задолжувањата беа со една единствена цел – да осигураме непречено функционирање на економијата. Редовна исплата на пари кон граѓаните, плати, пензии, социјални трансфери, како и справување со здравствените, но и со економските последици од кризата со COVID-19 вирусот. Со обезбедените средства зачувавме над 120.000 работни места. Со обезбедување на минимална плата за вработените во износ од 90 милиони евра. 30 милиони евра обезбедивме за граѓаните преку платежните картички, со која ја зголемивме приватната потрошувачка, а со тоа го поддржавме и домашното стопанство. Обезбедивме и речиси 12 милиони евра ваучери за граѓаните, со што го поддржавме домашниот туризам и компаниите од туристичкиот сектор. 13 милиони евра обезбедивме за безкаматни кредити за поддршка на македонските компании од најпогодените сектори, како и 51 милион евра ефтини кредити за домашните компании за поуспешно справување со корона кризата. До овој момент, почитувани граѓани, владата, предводена од СДСМ, осигура да се влеат преку 200 милиони евра кај граѓаните и домашното стопанство. Помошта за граѓаните и економијата ќе продолжи во следните месеци и веднаш по формирањето на новата влада. Околу јавниот долг, дозволете да го подсетиме Христијан Мицкоски дека во 2007 година вкупниот јавен долг бил 1,7 милијарди евра. Во 2016 година, 9 години по криминалното владење на ВМРО-ДПМН изнесуваше 4,7 милијарди евра. Тоа се 3 милијарди евра повеќе, односно 6.000 евра долг по семејство. При тоа, секое семејство беше посиромашно и со пониски примања, наспроти секоја претходна година. За разлика од 2020 година, кога задолжувањето се прави за справување со најголемата светска здравствена и економска криза. И при тоа истите се користат за да се поддржи секој еден граѓанин и секако да се поддржи домашната економија. Платите растат, приходите кај граѓаните се зголемуваат, се повеќе пари завршуваат назад кај граѓаните. Податоците се кристално јасни. Приходите во јули во буџетот на државата не само што се над сите оптимистички сценарија, туку го надминале и износот кој од даноци е наплатен во истиот месец од 2019 година. Откако покажа дека не знае економија, губитникот Мицкоски нека се занимава со решавање на проблемите внатре во сопствената партија. На 15 јули народот не му даде власт, ниту нему, ниту на неговата нереформирана, на неговата корумпирана ВМРО-ДПМН. Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, во следниот 4 годишен мандат
ќе покаже како се работи одговорно и посветено во интерес на државата, во интерес на граѓаните, во интерес на економијата. Ќе покажеме дека можеме уште повеќе за да биде уште подобро за сите.